За крајот на ова издание на вестите, известуваме дека штрајкот на Синдикатот на добавувачите на храна, добра и услуги току-што вроди со плод. На денешната седница, владата донесе уредба со законска сила за подобрување на состојбата и правата на добавувачите на храна, добра и услуги, побарани пред само 5 дена. Од ова издание на вестите се одјавуваме со истиот слоган веќе 199 ден. Чувајте се, останете дома и бидете здрави. Уште една година помина. Или така ми се чини. Виде? Црешата расцвета. Времето со тебе во карантин бавно поминува. Срекни сме си, нели? Велам, срекни сме си, нели? Да. И ќе умреме од досада, така. Барем сме си заедно. Мислев на човештвото! Генерално! А да одиме на одмор? Жено, во карантин сме! Не, имам подобра идеја. Ќе организираме забава. Да! Жено, во карантин сме! Тогаш можеме онлайн. Така ќе одржиме физичка дистанца, а сепак ќе се социализираме. Вау, колку добра идеја! Ха-ха! И што ќе славиме? Цветањето на нашата цреша. Да. Цветањето на нашата цреша. Вау, забава, супер, Парти. Уху, журка. Ба не сме јапонци! Ама треба и да побрзаме. Затоа што некои цветови веќе почнаа и да паѓаат. Како и мојата коса. Почнува со едно влакно. И дури да ја сетиш, веќе си келав. И оп, животот помина. А забавата? И добро, кого ќе поканиме на таа твоја виртуелна забава? Па, пријатели? Мислиш Фейсбук, пријатели? Фейсбук, можеме да им звониме на FaceTime, можеме да ги побареме од Twitter, можеме WhatsApp, Viber, мислам, било каде. Седно. Луѓето денес се секогаш заватени. Еве, уште веднаш ќе направам ивент. И канеш на пијачка. А тие ги вадат телефоните. И наместо да сте уживате во пијачката, вие цело време ги споредувате агендите, календарите, примендерите, организерите. Да на крајот да сватите дека воопшто немате заеднички слободен термин. Па доста ми од тоа. Ќе одам на пијачка кога ќе ми се пие. Не по еден месец. Тогаш може би нема да ми се пие. Денес во светот нема никаква спонтаност. Нема импровизација.
може би луѓето сакаат затоа што се да им биде спланирано однапред. Сите ќе бидат зафатени! Никој нема да ти припати, ќе видиш! Со што би биле зафатени и онака сите сме во карантин. Со пишување домашни за децата и со постирање на домашните на Facebook. Со гледање пресови. Со годошење на комшиите кои се симнале долу пред зградата да земат воздух. Со месење, печење, кифлички и постирање на истите на Инстаграми, што уште не. Знаеш кога ќе договориш забава? По еден месец. Ќе видиш. До тогаш сите цветови на срешата сосем испапајќа. Тепих од цветови. Вау! Тепих од цветови. Многу добра идеја. Вау! Да, откај знаеш што ќе се случи за еден месец од сега? Може би тогаш нема да сме во карантин. Може би до тогаш интернетот ќе колабира. Што не е ни чудо, со оглед на тоа колку печени кифлички и среќени семејства се објавуваат секој миг, секој час. А може би до тогаш интернетот ќе го исклучат. А може би до тогаш ние нема да сме живи. Забава по повод паѓањето на нашите цветови, на нашата цреша за месец дена од сега. Батој! Наместо да се забавувам со сите тие луѓе по еден месец онлайн, ќе се досадувам со тебе тука. Многу те сакам кога вака филозофираш. Хартија! Веднаш. Пред да почне пандемија, ми пише еден мој познат на месенџер. За години не ме контактирал. Веднаш му се јавив да го поканам на пијачка, ама ми рече дека е зафатен, но дека ќе ме побера да се договориме кога. И уште ме бе. Никогаш не свати зашто воопшто ми прати порака. Луѓето се зафатени сето време. Навистина се обидувам да останам достапен и на Facebook, и на Twitter, и на Instagram. Но никој друг не е достапен. Ми се досадува. Ти се досадуваш некогаш? Никогаш со тебе. Еј! А да испиеме таа пијачка. Сами? Зафатена си! Не. Очекуваме некого? Некој ја прифатил поканата за ивентот. Yes. Денес луѓето немаат никакви манири. Не доставаат рад дури ни во карантин. Да видам кој е? А кој таа избриши го?
А што ако е некој пријател? Мислам, вистински пријател. Кажи му дека сме заразени.